Пациенти со така наречени ретки болести во државата има се повеќе. Во моментов се детектирани 19 болести со близу 450 пациенти кои во последните 3 години се евидентирани во единствениот регистар на пациенти со ретки болести. За прв пат е воспоставен електронски регистар на ретки болести во кој се содржани сите основни информации за пациентите заболени од ретки болести. Нивната диагноза, потребна терапија, соодветната клиника на која се лекуваат, како и лекарот кој ги лекува. Пациентите со ретки болести се зависни од специфична и скапа терапија која тешко се набавува. Од страна на државата во изминатите неколку години буџетот за пациенти со ретки болести е зголемен од 213 во 2017 година на 527 милиони лани, а набавени се и нови лекови за дополнителни 9 болести. Нови лекови добија пациентите со болеста Гоше, со една форма на анемија, пациентите со пулмонална хипертензија, пациентите со пулмонална фиброза. Вкупно, околу 560 пациенти во регистарот за ретки болести во нашата земја се целосно покриени со соодветна и најсовремена терапија. Со овие бројки и грижа за лицата со ретки болести, премиерот Заев и министерот Филипче се пофалија на завршницата на кампањата ги запознаваме ретките болести, при што се сретна со 12 представници на Сдруженијата за ретки болести. На средбата тие сепак слушнаа дека набавката на лековите и здравствениот аспект не е единствениот предизвик на овие лица. Сакаме еден холистички пристап во третманот и негата на ретките болести, а тоа значи не само нега и грижа од здравствен аспект, туку и од социјален, образовен и севкупен аспект, да има помош за пациентите со ретки болести и при образованието, да бидат препознаени во законите, во законските одредби, со што ќе им се овозможи и вработливост и некои подобрувања во нивниот работен ангажман. Дека простор за подобрување на состојбите има, покажуваат и следните податоци. Во државата се регистрирани 450 лица со ретки болести, а лекови на товар на фондот добиваат само 190 лица, што е сепак повеќе во однос на 2015 година, кога нивниот број бил 96.